Без да губиме многу време, јас се повикувам да отвориме во Евангелието по Јован, 6 глава. И да ги прочитаме уште еднаш Христовите зборови на оваа тема. Јован, 6 глава. Почнуваме да читаме од 48 стих. Ги прочитавме овие зборови, уште еднаш ќе ги прочитаме. Јован 6 глава, 48 стих. Јас сум лебот на животот. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа. А ова е леб што доаѓа од небото, и оној кој јаде од него нема да умре. Да застанеме за миг. Зборував и летоска за овие Христови зборови. Оној кој верува во мене, оној кој го пази моето слово, тој нема да умре. И одговаравме на прашањето што значи тоа нема да умре. Завршивме со триумфалниот Павлов стих, кој јас го нареков страшен стих, дека смртта е уништена. Господ Исус Христос ја уништил смртта. И никој што верува во него нема да умре, дури ако телото негово умре, тој како личност нема да умре, бидејќи при воскресението ќе добие ново тело, ќе се разбуди од сонот и ќе продолжи да го живее вечниот живот. Но во конкретниот случај, на Христа, значи, му беше поставено, колку за подсетување, прашањето што можеш ти да направиш како чудо за да поверуваме во твоите зборови. И му дадоа пример. Нашите татковци јадеа мана во пустината. Проучувавме за маната, тоа беше големо чудо. Чудо што се повторуваше секоја седмица, замислете, во период од 40 години. Секоја седмица во период од 40 години. Замислете да се случуваат надприродни чуда во вашиот живот секоја седмица, тоа веќе ќе престане да биде чудо. Ќе стане природен закон, ќе стане нешто вообичаено. Да, и на израелците им стана и здодевно и им се огадил тој леб на нивните души. Заради тој безобразлук, Господ ја повлече својата заштита од нив и излегува огнените змии, отровните змии да ги касаат. И сега на Христа му поставуваат прашање, дали ти можеш да направиш некое поголемо чудо од ова чудо што Господ го правеше во пустината? Самиот Христос го правил тоа чудо, но тие во Исуса не го гледале Господ, туку гледале некој столар од Назарет. Некој необразован, теолошки неучен, некој така независен проповедник, нелегален, дисидент и така натаму. И сега замислете одеднаш, значи еден таков во нивните очи, неквалификуван, еден таков некомпетентен и покрај сите направени дела, чуда до тогаш, за нив се уште нелегален, неприфатен, некомпетентен. Како одговор на овој предизвик, дали можеш да направиш, со други зборови, поголемо чудо од чудото на маната, лебот што го јадеа нашите татковци во пустината, тој им вели како одговор на тоа, јас сум лебот на животот.
Претходно 47 стих вели: вистина ви велам, кој верува во мене има вечен живот. И потоа вели: јас сум лебот на животот. И потоа вели: а ова е леб што доаѓа од небото, значи јас дојдов од небото. Подоцна тоа ќе го каже со по-јасни зборови. И оној кој јаде од него нема да умре. И во што е големината на ова чудо? Лебот што Христос го дава за вечен живот во однос на маната. Што беше разликата? Вашите татковци јадеа мана, да, го јадеа тоа големо чудо, 40 години во пустината, но што? Изумреа. Значи, тоа чудо, тој леб, маната, не бил за вечен живот. И кога Христос вели умреа, тој мисли конкретно на оние кои што го загубија вечниот живот, оние кои што загубија душа, и оние кои што се бунтуваа против Бога, против Мојсеј. Они загубија вечен живот. Но тие јаделе мана. Сите израелци јаделе мана, но мнозина беа бунтовни, мнозина беа блудници, неверни, непокорни и умреа во пустината. Само двајца од таа прва генерација израелци, Исус Навин и Халев, влегува во ветената земја, сите останати беа родени и израснати во пустината. Значи, колку и да било големо и славно чудото со маната, тој леб, за кој што и јас ви посакав сите вие еден ден да го пробате тој леб во Божјето царство, таа сокриена мана како што Христос ветил. Сепак таа мана, значи тој ангелски леб, тој небесен леб не бил, тој не давал вечен живот. Тој леб не бил за спасение колку и да бил големо чудо. А Христос сега им најавил еден друг леб, како што и тие побараа, нели, побараа по големо чудо. И прво што им кажува е дека тој леб е за вечен живот. Да ги повторам уште еднаш, овие конкретни зборови. 50 стих: а ова е леб што доаѓа од небото и оној кој јаде од него. Значи од овој леб. Што? Нема да умре. Много интересно. И сега продолжува во истиот контекст и вели: јас сум живиот леб што слезе од небото. Кој јаде од овој леб, ќе живее вечно. А лебот што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам за животот на светот. Да застанеме малку за миг и да си го поставиме следното прашање. Наместо овие јудејци, кои што покажале голем степен на дрскост и безобразност, кога од Христа барале знак или чудо, за да поверуваат, а тој веќе направил еден куп чуда и знаци до тогаш во неговата јавна служба. Наместо овие јудејци да бевме ние на нивно место. Да беа сите адвентисти на нивно место во тоа време. И сега, имате работа не со Божиот син, никој не ви рекол и не ви докажал дека е тој Божиот син. Имате работа со некој независен проповедник, не признат од адвентистичката црква, не признат од неквалификуван од адвентистички образовни институции. До душе направил доста чуда и многу народ тргнал по него, што предизвика и голема завист и омраза кај верските водачи.
И сега, еден таков, може би лично вие да бевте таму, може би ќе го симпатизиравте. Многу евреи го симпатизираа Исус. Може би ќе го мразевте. Многу евреи го мразеа Исуса. Може би ќе ви изгледаше чуден, политички некоректен во секој случај. Кој знае какво мислење би имале за него да бевме ние тогаш, наместо овие јудејци, на нивно место. Сигурно повеќето адвентисти ќе рекоа, гази субота овој, бега подалеко од него. Значи, не знам какви лични предрасуди ќе имавме кон Христа, да бевме ние тогаш пред 2000 години на нивно место. Може би ќе го сакавме, може би ќе го мразевме, може би ќе бевме рамнодушни, може би... и така. Тоа е логична реакција, во зависност од карактерот на луѓето. И сега тој таков да ви рече, јас сум живиот леп што слезе од небото. Кој го јаде овој леп, никогаш нема да умре. Што ќе помислевте за него? Што ќе помислевте за него да ги чуевте веднаш овие зборови? Дури и ако го симпатизиравте, дури и ако бевте, вашите чувства беа наклонети кон него, што не беше случај со мнозинството евреи, што ќе помислевте за него кога ќе ги кажеше овие зборови? Значи, ќе речевме повеќето, ако не и сите, ќе го речевме истото што го кажуваат јудејците во 52 стих. А јудејците пак почнаа да се препираат меѓу себе, велејќи како може овој да ни го даде телото свое да го јадеме. Со други зборови, ќе бевме во сериозно искушение, дури да беа претходно или до тогаш наклонети нашите чувства кон него, ќе бевме во сериозно искушение тогаш, во тој момент, да прекрати, да исчезне секоја почит кон... Ќе сметавме ови зборува глупости, ово е ненормален, ово е за вобардовци. Што се сега овие зборови? Што значи сега сето ова? Може би некој најверните симпатизери негови ќе речеа, може би он употребува тука символика, може би аналогија употребува, може би употребува фигуративен јазик и така натаму. Но Исус продолжува и вели, вистина ви кажувам, значи не сака да ги смири духовите, што ги предизвика со претходната изјава, туку во 53 стих продолжува уште посилно во таа насока. Вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинска напивка, вели овој превод. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв ќе биде во мене и јас во него. Како што ме прати живиот Отец и јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене ќе живее преку мене. И сега замислете уште еднаш. Ова е лебот што слезе од небото, 58 стих. А не како татковците ваши што јадеа мана и изумреа. Уште еднаш истата мисла. Кој јаде од овој леб, ќе живее довека. Каде ја кажал Исус овие зборови? 59 стих вели, ово го кажа Исус во синагогата кога поучуваше во Капернаум. Овие зборови Христос ги кажал во проповед. Проповед во црква.
Значи, можеме сега да го поставиме обратно прашањето, не да бевме ние на местото на овие јудејци пред 2000 години, туку што ќе беше ако ние денес, тука, или во било која црква која што има богослужение во саботен ден, кој ден Исус поучуваше во синагогата? Иако стихот не кажува тука, на други места кажува. И се знае од историја, синагогите во сабота. Сега, замислите, тука да ви дојде, може да биде и лично Исус, само да не го препознаете по фаца, иако не сте го виделе по фаца. Замислите да дојде некој кој што ќе застане на катедра овде, денес, значи во 21. век, некој што не е проповедник на адвентистичката црква, некој што е независен, некој што не учел во официјални црковни училишта, факултети, коледжи и така натаму. Дори сте чуле дека црковните водачи имаат лошо мислење за него до сега. Исто така сте чуле дека овој тип направил некои големи и славни чуда и тој денес да стоеше тука пред нас на ова место и да ни држеше проповед и за прв пат, значи никогаш порано, да немавме порано Нов Завет Библии, за прв пат да ги слушнавме овие негови зборови. Што ќе помислевме за него? Значи, кој го јаде моето тело и мојата крв има живот вечен. Ова е лебот што слезе од небото, а не како татковците ваши што јадеа мана и изумреа. Кој јаде од овој леб, ќе живее довека. Јас не давам одговор на ова прашање. Секој треба да си го одговори прашањето за себе. Што? Знаете, Христос не бил некој вообичаен тип. Христос бил човек кој што ги бранувал духовите, кој што ги предизвикувал духовите. И со својата наука, многу повеќе со своите дела, а често знаел да биде и политички некоректен. Значи, не само некои обштествени политички правила, бонтон и така натаму, туку дури верските обичаи на својот народ, на својата црква, понекојаш се изразуваше со во омаловажувачки јазик за нив. Секаде каде што се работеше за човечки правила, но востановени и со векови почитувани верски правила на неговиот народ и на неговата црква. Го воздигаше Божиот закон, Божиото слово, послушноста кон неговиот Отец, но за се друго што не доаѓа од неговиот татко, секоја тревка што не ја засади мојот Отец, се друго, дури и да е востановено, почитувано црковно правило со векови традиција, за сето тоа не даваше 5 пари. Што би мислил за таков човек? За таков тип? Точно. А и Јован Крстител, кој што бил обичен човек, не беше прифатен многу од верските водачи, барем народот имаше, мнозинството од обичните лаици имаше за него почит и високо мислење, но верските водачи ниту за Јован Крстител немаат добро мислење. Верските водачи немаат добро мислење за секој оној
што со своите дела, зборови, наука не го ферма нивниот углед и авторитет, кога е во прашање вистината, не значи било како, туку кога е во прашање вистината. Значи, кога е во прашање вистината, и папа да е, и патриарх да е, како што рече апостол Павле на едно место во Галатјаните, значи, на самиот Петар, кога католиците го сметаат за прв папа, во лице му се спротивставив, кога видов дека Петар дволичи, заедно со Варнава дури, а Варнава беше оној што го повикал Павла од Тарс да заедно да мисионираат на почетокот. Значи и Варнава бил, така да речем, некој постар брат во верата, кој што кон кого природно Павле или младиот Савле би имал почит, а камо да не збориме за Петар, првиот меѓу апостолите. И сега кон таков, значи кога е вистината во прашање, не постои почит кон никаков авторитет, ако тој авторитет не постапува спред вистината. Навистина не би сакал многу да должам, бидејќи и денес и немаме време, но само сакам да подсетам на уште нешто. Мијатата сабота ги читавме зборовите од 10 глава, од првото послание на апостол Павле до Коринтијаните. И тогаш поставив прашање, не мора сега да вртиме и да читаме таму, тогаш поставив прашање зошто апостолот маната што ја јадеа израелците во пустината ја нарекол духовна храна. Кога очигледно таа храна не задоволуваше духовни или верски потреби, туку чисто телесните потреби на организмот. За храна, чисто гладот. А апостол Павле ја нарече духовна храна. И водата од карпата, која што исто така беше големо чудо, но беше дадена само затоа што израелците роптаа ожеднети во пустината, и таа вода служеше само за да ја задоволи нивната жед, нивната телесна потреба. А апостол Павле и таа вода ја нарече духовен пијалак. Зошто така ги нарече? Јас би сакал да ја дадам простор на Елена Вајд да го даде одговорот на ова прашање. А тој се наоѓа во Копнежот на вековите, 660-та страница во оригиналот, но во македонскиот превод тука 512-та страница. Пишувајќи, целата ова книга е пишувана после Минеаполис и под влијание на големата вистина за оправдание со вера, што таму била изнесена и во годините после тоа, Елена Вајд ги запишала овие познати зборови. Во вториот пасус вели: обредите што укажуваат на понижувањето и страдањата на нашиот Господ, премногу се наблюдуваат како форма. Ја разбавте реченицата? Ево уште еднаш. Обредите што укажуваат на понижувањето и страдањата на нашиот Господ, премногу се наблюдуваат како форма. И разбирате реченицата? Значи, грешната природа е склона да рече секој крштевање што се случува, секоја света вечера, причест и така натаму. Ето, тоа е една церемонија, една форма, една традиција, може да речеме. Тоа е традиција што си ја правиме 4 пати во годината, а годинава 3 пати.
Ќе видиме дали ќе има во декември. Да даде Господ да имаме и богослуженија, но ќе видиме дали ќе ја затворат и есенва, како што ја затворија пролета. Во некои земји веќе почнале, но се е во Божји раце. Да продолжам со незините зборови. Тие, значи обредите, се воспоставени со одредена цел. За да ја сватиме тајната на побожноста, нашите сетила треба да се разбудат. За таа цел на сите ни се дава предност, многу повеќе отколку што вообичаено изгледа, да ги сватиме Христовите страдања кои биле за искупување на нашите гревови. Значи, овој обред што ни предстои не е форма. Не е церемонија. Не е традиција. Замислите, некој да ве праша, зошто го правите ова, секој тромесечие? И вие да му даете еден типичен, под наводници, православен одговор. Па тоа е традиција од нашите предци. Без да знаете да кажете ништо повеќе за значењето на овој обред. Продолжува Елена Вајд и вели: нашиот Господ рекол: ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете неговата крв, нема да имате живот во себе. Ке цитира истите зборови од 53 до 55 стих. Зашто моето тело е вистинско јадење и мојата крв вистинско пиење. После овој цитат од Јован 6 глава, 55 стих, Елена Вајд продолжува со своји зборови и вели: тоа е вистина, значи оно што Христос го кажал, тоа е вистина и во поглед на нашата телесна природа. Дури и овој земен живот го имаме благодарение на Христовата смрт. Со раните на своето измачено тело, тој го откупил лебот што го јадеме. Не овој причесниот. Обичниот леб, секојдневниот леб, како што беше и маната во пустината. Водата што ја пиеме е откупена со неговата крв. Секоја вода што сме испиле. Водата што ја пиеме е откупена со неговата крв пролеана за нас. Земајќи ја својата секојдневна храна, сега овие зборови не се однесуваат на причеста, значи некој може погрешно тука да го свати тоа. Не мисли таа на причеста. Земајќи ја својата секојдневна храна, значи на шо мисли? На нашата секојдневна храна. Секој од нас, без разлика дали е верник или не, што? Се храни со Христовото тело и крв. За секојдневната храна го кажува тоа. Крстот на Голгота е втиснат на секој леб. Неговиот оцјај може да се види на водата од секој извор. Што на вистина значат Христовите зборови, што ги прочитавме, и кој што мнозина од неговите ученици, вели 60 стих, назад во Јован 6 глава. Мнозина не од народот, јудејците, не од другите адвентисти. Мнозина од неговите ученици, значи неговите следбеници, оние 70, кои слушаа, рекоа, тешки се овие зборови, кој може да ги слуша? Значи, тие веднаш се тука, на лице место тука, после таа проповед,
во синагогата се разочараа во него, се соблазнија во него, од овие зборови. И понатаму текстот вели дека тие го напуштија и повеќе не одеа со него. 66 стих. Од тоа време, значи после таа сабота, после таа проповед во Капернаум, од тоа време мнозина од неговите ученици се повлекоа и повеќе не одеа со него. Мнозина од неговите ученици се соблазнија во овие Христови зборови, се разочараа во него и го напуштија и замислете, повеќе не одеа со него. Тешка беседа. Зборовите што Христос ги кажал се една длабока тајна, која што човечкиот разум не може до крај да ја проникне. Јас се обидев малку да зборувам на таа тема пред 9 години и ако некој сака може да ги прегледа видео проповедите од септември 2011 година под наслов "Што е црквата?". Но ниту таму, ниту тогаш не дадовме целосен одговор на прашањето што мислел Христос со овие зборови. Како и да е, јас повеќе не би зборувал. Оставам Светиот Дух да продолжи да зборува во вашите срца и би сакал со овие зборови да ве испратам на обредот на понизност, каде што прво ќе ги замолам нашите сестри да слезат во долната просторија и да го извршат тој обред, а потоа верниците од машки пол во секој случај замолени сме да го одржуваме мирот и светоста во овој молитвен дом, додека се врши тој обред и додека не се собереме сите заедно повторно на свечената трпеза подоцна.